како излегов од некој од спратовите таму или од некој од влезовите во овие згради кои што ги гледате во позадина како моја сценографија, за да дојдам директно овде пред камерите и да ви се представам. Добро вечер, јас сум Елена Митева, меѓутоа тоа веќе го знаете. Започнува најновото издание на Фидбек со Елена. Телефонот го земав со мене, затоа што сакам јас, нели, сите вие мене ме гледате, сакам јас сега да ве сликнам вас, наместете се и насмејте се. Може? 1, 2, 3. Ве имам. Готово за спомени, долго сеќавање, што би се рекло. Ајде сега и официјално добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Некако влеговме и во месец мај, во можеби најубавиот пролетен месец, што значи дека ќе уживаме во топло сончево време, меѓутоа ќе уживаме во одлични теми, ќе уживаме со супер гости и се разбира ќе уживаме со сето тоа што денеска го подготвив за вас. Брик конечно ќе биде заедно со нас, што значи дека ќе биде одговорен за музичкиот дел, за музиката и за доброто расположение. И некој вечерва имам две гостинки, некако ми се заредија жени гостинки, меѓутоа па зошто да не, со кои што ќе си имаме супер тема на разговор и знам дека ќе си поминеме одлично. Тоа што вие треба да го направите е, покрај тоа што ми испаднавте насмеани и супер на фотографиите, сакам да останете така до крајот на денешното издание, затоа што ќе имаме супер дружба. Останете со нас, се гледаме после джинглот. Прво секогаш си ги гледам фотографиите, па потоа овде се враќам за да ви ја кажам најавата. Мојата прва вечерашна гостинка, сите оние кои што ја видовте, може би ја познавате, а оние што не ја познавате, јас ќе ви ја представам. Станува збор за една прекрасна млада дама, која што е актерка, стендап комичарка, која што има остварено многу театарски и филмски улоги, која што е дел, односно кособственик на независното уметничко здружение Златен елец. Ја препознаваме по нејзиниот многу интересен стил на тоа како ги представува животните ситуации, меѓутоа со хумор, онака малку знае да боцне, меѓутоа нели, хуморот кај нас, посебно во Македонија и во нашето општество, ако не боцнеш, ништо не си направил, меѓутоа тоа не е боцкање за да боцнеш, туку тоа е за жал онаа жива вистина која што ја живееме. Сакам да ви ја представам затоа што е навистина успешна и заради тоа што сметам дека нејзиното време допрва доаѓа. Станува збор, дами и господа, за Надица Петрова. Надица, повеле. Добре, да? Добре, најдов, Елена. Повели, како си ми? Супер, ти благодарам за прекрасната најава. Таман работа. Одлично. Задоволството е мое. Посебно кога имам, така сакам да кажам, една убава женска енергија овде во студиото, никако си тече муаветот баш како што треба. Да, секогаш. Ајде започнато кога одиме со оние или прашања, да ве запознаеме така на брзинка, доколку можеме. Стендап или театар? Двете. Ако треба да одбереш една? Очигледно сум избрала сега стендап, ама и театарот стендапот е некој вид на театар, така да стендап. Добро. А меѓу театар и филм? Театар. Сепак театар. Да. Добро. Импровизација или строго напишан текст? Можам да кажам импровизација на база на строго напишаниот текст. Секако дека треба да си сега и тука и да го доживееш тоа како сега да се случува. Значи пак е отворено за импровизација, бидејќи во секој момент може се да се случи. Сите се смени. Ја пратиш публиката, пулсот на публиката, па како реагираат, па што реагираат, што е многу посебно сметам дека и во стендап комедијата е присутна таа импровизација. Дури е и потребна да не кажам. Ти да се смееш или да ги смееш тие што те гледаат? Ја да се смеам, зашто кога ја се смеам и другите се смеат. Нема врска, може ја да глумам сега дека не се смеам, ама мене мора да ми е смешно. Така. Тоа ми е спротивно не можеш да ги убедиш. Да. Не можеш да ја убедиш публиката. Да, мене не ми е кејф ако не ми е интересно, нели, ако не ми е нешто задоволство. Помало клупче со помалку публика или голема сцена? Мислам дека помало,
голема сцена е секако убаво, Предизвика, сигурно. предизвика, ама помало некако тука ти се ги чувствуваш како дишат, како се смеат, кога не се смеат на глас, кога се тресат, ги гледаш ги. Не знам, многу е по-интимно многу по-интимно и повеќе ми е, мене повеќе ми се допаѓа. Дали сметаш дека во денешно време е потешко да се насмеат луѓето или да се растажат? Односно, не, може, ајде обратно. Потешко Дали е е. полесно да ги насмееш или полесно е да ги растажиш? Второто, полесно е за жал, полесно жал. е да ги растажиш, да. Да, знаев дека тоа ќе биде одговорот со оглед на тоа дека навистина некако луѓето се во никаква агонија во моментов, така да, сметам дека многу е поедноставно да ги растажеш. За жал, да. За жал, така е. Трема од твоја страна или преголема самодоверба? Не. На сцена. Трема. Трема? Не дека немам самодовербата сум ја стекнала нели по патот, со искуството. Така не сум имала самодоверба воопшто, ама нели тоа се вежба со самото искуство, нели се гради, ете така. Имам трема пред секој настап, иако не знам 100 пат сум го играла, како викам важно ми е, сакам да биде добро и секојаш така ме фаќа. Имам трема, позитивна трема, што мислам дека ако ја немаш, тоа значи дека ти е ајде сега да го, така е, се служувам. И јас многу пати ќе кажам дека леле веќе колку емисии снимив и колку време ме има на телевизија, меѓутоа пред секоја емисија имаш она блага трема. Јас не викам сега дека треба да се тресеш нешто, меѓутоа она блага трема. Како ќе испадне, како ќе тече муабетот, што сметам дека е сосема нормално и дека е добро до некаде. Неготино или Скопје? Скопје. Тука сум. Тука дојдов пред 20 години, некако идам Неготино и секаде цела Македонија, многу си ја сакам, ама некако тука ми е останато многу. Тука си се пронајде. Да, тука пораснав повеќе, мислам дека. Муабетов го направивме надвор. Ракија со мезе, со салата, не, ракија со мезе или извини, ракија со салата или сирење со вино? Многу тежок избор. Што би одбрала? Како неготинчанка? Како неготинчанка и двете. Прво едното, па другото. Да, не знам, бога бе. Прво оди едното, па другото. Прво едното, па другото, не дека може... Не ги исклучува, едното не го исклучува другото. Дефинитивно. Пролет или зима? Пролет. Пролетно дете сум, роден ден ми на 25 мај и пролетта ми е... Тебе допрва ти доаѓа. Да. Супер, супер, Најдица, фала ти се гледаме на позиција. Ајде. За малку ќе ме фатевте како ја пијам последната голтка на кафе, но добро е што имаме вака некои мали паузи, па не мора да го видите тоа, меѓутоа гледате си ви кажувам. Не знам тоа дали е добро или лошо. Како и да е, продолжуваме понатаму со мојата втора вечерасна гостинка. Знам дека на задоволство на сите овие луѓе кои што работат позади камерите и горе во режија, имаме повторно две дами со кои што ќе се дружиме, а Брик е насмеен од овде до овде. Така? Брик ти одговара, знам. Мојата втора вечерашна гостинка е исто така една прекрасна дама, која што ја познаваме, мислам, медиумски ни е баги позната, би рекла. Претежно ја познаваме како пиар, работела во многу институции, меѓутоа она што е најново и она што е најтазе е дека работи во секторот за односи со јавност во Националниот археолошки музеј на Македонија, што значи дека пиарот, медиумите и говорењето и се силна страна. Што значи да се биде пиар, ајде, нели ќе го кажеме, public relations значи тоа, односно односи со јавност, како таа го живе животот пред и зад камерите и како се подготвува едноставно за својата работа. Знам дека во моментов е најгордата мајка на светот заради тоа што ќерка и успеа да се запише и да продолжи со нејзиното школување во Америка, меѓутоа за тоа јас не знам многу, ќе си ја прашаме Росана Јанков. Росана, повели. Благодарам за прекрасната најава. Не, тама работа, задоволството е мое. Добре ни дојде. Добре ве најдов.
Јас си нададе си кажав, можеме на ти, со оглед на тоа дека се познаваме, со оглед на тоа дека сме со години тука некаде, па почнуваме со... Не, прво кажи ми за Америка, беше пресреќна кога дојде, рече јас сум најсреќната мајка на светот. Ајде тоа да го чуеме. Утро во 6:30 часот ми звони телефонот и се јавува Лара. Тоа е мојата ќерка. Така? Мамо, го положив Теофел. Браво. На 16 години да се положи тој висок степен на познавање на англискиот јазик, кој беше клучен за нели понатамошниот процес. Ние сме веќе стигнати до фаза за вадење на виза, каде што Лара сакаме да го продолжи нејзиното образование во Сите американски држави, поточно во Сан Диего, и се надевам дека таа желба и тој Монтевере што Лара го постави во нејзиниот живот дека ќе се исполни. Таа сака да биде личност која ќе се занимава со медицината, сака да студира надвор, сака да се образува, да истражува, покажува афинитети од нигде никаде. Никој немаме медицина ни од страната на татко, ни од нашата страна. Со медицина, татко сакаше да биде виолинистка, јас сакав да биде балерина, на крај ни соопшти дека таа сака да биде докторка. Претензии према биологијата, учествуваше сега на некој регионален или државен надпревар, не ме фаќате за збор, ми кажете кој освои второ место и дека била единствената што не препишувала. Викам браво, Лара, тоа е голем успех за тебе. И така, навистина е убаво чувството кога сопственото дете ќе си постави високи цели и кога чекор по чекор само ќе си доаѓа до целите. Ние како родители ветерот секогаш го смеруваме во нејзиниот грб. Низината љубов е важна, меѓутоа и поддршката од родителот е апсолутно. Ја има и од татко и од мене и навистина сме горди родители што ние не сме традиционално семејство, меѓутоа од едно нетрадиционално семејство мислам дека е пример за излезе супер девојче. За нејзината генерација треба да представува мотив. Мене ми е тоа клучно. Јас сакам сите деца нели да се образуваат, да работат, дали во нашата земја, дали надвор или да отидат надвор па да се вратат тука. Независно битно е да покажуваат интерес. Браво за Лара. Сигурна сум дека ќе не гледа, така да Ларче ја поздравуваме. Да. Ајде за почеток. Традиционална или модерна презентација? Кога треба да се презентира нешто? Секако модерна. Традиционалната веќе ја знаеме, сакаме да воведеме новитети. Нешто ново. Но не секаде и не секој може да ги прифати новите глобални трендови. Искуството ми покажува дека сега она што е актуелно е вештачката интелигенција, нели? Тоа е актуелно во целиот свет. Јас кога ја добив можноста да бидам дел од Националниот археолошки музеј и да работам односи со јавност, каде што работев една пиар стратегија, да не кажам маркетинг стратегија за како да се развива музејот, пробав да ја направам презентацијата нели со тие глобални трендови, со таа вештачка интелигенција, со агрегаторите нели кои го користат тој модел и дојдов до заклучок дека музеите се живо место и дека таму тоа не може така да помине едноставно, но... Треба работа, особено што маркетингот, медија е нешто што се минува од ден на ден. Значи не е нешто што стагнира, светлосна брзина и мора да ги следиме глобалните трендови. Пиарот како стратегија или како креативност? Стратегија се разбира. Добра. Факти или приказни? Факти. Добра. Социјални мрежи или традиционални медиуми? Телевизија, радио и слично. Јас лично сум врзана за традиционалните медиуми, но глобализацијата го направи општеството каде што ние секојдневно, сакали или не, мораме да бидеме во чекор со социјалните медиуми. Искрено, јас лично не ги сакам и користам само една платформа од сите можни што се. Тоа е само Инстаграм со одредена популација на луѓе, затоа што колку е тоа добро, толку е и лошо, но сепак мораме да бидеме во чекор со современите трендови. Да ти кажам право, можеби некој и ќе го негира ова мое размислување, меѓутоа Фејсбукот го извадив пред некои 2-3 години и мислам дека полесно диша. Во насока на стана црна хроника, стана место каде што секој може да каже што сака, каде што се плука, каде што се не бодува, каде што одамна ја отцрнив од мојот живот, затоа што јас зошто да се труеме од сабајле стануваш, гледаш. Јас сакам убави работи и да зборуваме за убави работи. Ете така. Позитива. Локална публика или странски посетители? Се разбира двете. И тоа. Да, предпоставив. Брза видливост или долгорочен ефект? Долгорочен ефект. Бра. Работа под притисок или на време на организација и сето тоа да тече мазно, фино, полека? Второто е подобро, но можам да се соочам со двата предизвика.
Добро, значи работа под притисок некогаш е морална, за жал, посебно во ова брзо време кое што веќе го споменавме. Дали си утринска или вечерна личност? Или нокина птица, што ви се река? Се зависи од обврските. Некога знам и во 5 часот да бидам наводно, особено во летниот период. Летно време сум 5 часот наутро? Да. Браво. Излегувам од дома. Можам да станам толку рано, па не знам што да е. Јас кога им кажував дека пешешам на водно, дека станувам во 5:30 сум на средно и дека се качувам на врв, дека во 8 часот сум јас дома, се подготвувам и одам на работа, тоа никој не ми го веруваше, но тоа е во летни, тоа ми е рутина и стил на живење во летниот период. Зимските денови така, кога е времето такво какво што е, меланхолично да кажам, и јас сум таква, така да можам да кажам дека сум и утринска, немам проблем да станам утрински, самата знаеш дека има еден период, една фаза во животот каде што морав да станувам многу рано и да ги посетувам утринските емисии, така да можам да се вклопам и во едната и во другата ситуација. Добро. И патување или мирување дома? Се разбира, јас сум динамичен човек, патувања, се разбира. Се разбира, и јас го домирала истото. Супер, Росана, се гледаме на позиција. Беше драго. Ајде. Јас на брик сакам да си ја побарам пак песната, може? Таа што одеше? Everybody wants to love. А Freedom е ова? Може и Freedom. Смени малце, ама ајде, нема вез. Може и Freedom. Девојки, дали сме подготвени за забава? Да. Сабота е. Глас? Немаме, ама добро, нема. Како и да е, ајде, официјално добро вечер, почитувани гледачи и од оваа страна на студиото. За сите оние кои што во моментов се вклучувате, сакам само да кажам дека имам навистина две прекрасни гостинки овде кои што со кои што верувам, односно знам дека ќе си имаме супер муабет. Надица и Росана, ајде, добре дојдовте сега и официјално од оваа страна. Добре најдовме. Мислам дека имаме супер атмосфера, лабава атмосфера. Прекрасно. Можеме да си стартуваме со разговорот. Ајде за почеток, од кога започна љубовта, односно интересот кон ова што ве работите денес? Надица, во случајов твој актерството, Росана, кај тебе односи со јавност и медија. Да, од малечка е кај мене, буквално од малечка. И немаше ни од каде, него само по себе, не знам дека е клише приказна, ама да, сум правела представи без да знам што е театар, сум организирала, немам појма од каде тоа, сум го имал. И дома пред твоите со пред моите шешири, со мареми, со микрофони, сите работи, со шпаги прајање, со после тоа на музичко се запишав во второ оделение, свирев виолина. Имавме прекрасна директорка во тоа музичко во Неготино и правевме прекрасни концерти и таа некако ме препозна и почна да ме ангажира на тие концерти да бидам и како водител, како наратор, да отварам, да правам, да глумам по нешто и тогаш прв пат застанав на сцена и после тоа па имав исто како дете исто, не на 13 години видов оглас во Неготино, низ градот некаде, дека бараат радиоводител во радиотелевизија Неготино на времето, сега не постои. Јас се пријавив без моите да знаат. И ме примија и така некако почна. Од тука почна приказна. Да, па имаше аматирски театар во Неготино и таму имав една-две представи и така некако не се откажувам од тоа. Се уште ми е љубов, уште не ми е дојдено да сменам. Апсолутно. Од таа работа, да. Прашањето е прекрасно, јас можам да се надоврзам и да кажам дека мојата желба да се занимавам со односите со јавноста, со медиумите, во мое време, ние сме од 80-тите, тогаш немаш односи со јавност, тогаш почнува односите за јавност да се раѓаат во Македонија, иако тие се нели родени во Соединените американски држави, нели имаме Бритиш и Америка. И она што сакам да го напоменам дека мојата кариера започна уште во 3-та година средно. Јас работев како новинарка. Водев Звон во тоа време, па потоа Утринска на македонската телевизија, каде што ме препозна како лице за каде што ме сака камери, каде што нели можам да го работам тоа, едуцирав, работев на вокабулар, читав многу книги. И потоа кога требаше да се запишеме на факултет, бидејќи имам сестра близначка и татко ми нормално сакаше ние двете да бидеме. Чекај, близначката да не е сега. Да не е близначката е многу далеко, ја поздравувам. Добро. Викам да не си ми пуштила некоја двојничка овде, добро? Многу сме различни со близначката, но енергетски сме многу поврзани, иако сме на два различни континента. Каде живеете? Во Америка. Во Америка, добро. И навистина многу ми недостасува, таа си го продолжи правото и си се докажа во незината област.
Јас имав афинитети, многу сакав да бидам водителка. Животна желба ми беше да водам вести на CNN. Не знам од каде таа желба во толку рана возраст. Моите беа многу против. Не дека не ме поддржуваа, меѓутоа не ја сваќаа толку сериозно таа професија. И потоа кога на факултет, нели, јас прва година бев направен факултет на Штоловиот универзитет и потоа самата се изборив да им докажам на моите родители дека јас треба да бидам на катедрата за комуникацијски науки и дека ми беше Мишел Бурсеп, каде што јас тамо навистина покажав многу големи резултати, бидејќи јас правото морав да го учам за да докажам на моите дека морам, нели, да учам, да се докажеш како студент и најдобар. Бев многу активна, секогаш, нели, сакав да се докажам, тоа ми беше главен предизвик. Живет си и ти како мене. Додуше и Нарица не е нешто поарна. Тука сме дупла шкорпе, секогаш доминантен знак, значи да не се лажеме. И кога видоа моите дека желбата моја за да бидам на телевизија, дека ги сакам медиумите, работам на тоа, дека се вложив многу во таа професија, ми беше мене многу голем предизвик. Се предадоа и рекоа, дете, оди. Тере. Тоа е. И мајка ми секогаш се лутеше кога ќе дадев интервју и кога ќе кажев дека мојата баба многу ме поддржува, сега е почината. Ама сега јавно се заблагодарувам на мајка ми за поддршката, за таа енергија и тој став и тој моден ветар во грб, така што го имам ген наследено од незиниот татко и преку мајка ми, од фамилијата на мајка ми е ова што го гледате, не од на татко ми, нека не ми замери, но оно што е најзначено, јас навистина сум човек кој си ги сака односите со јавност, тогаш го кршевме ледот во таа професија, не може уште да не сватат што е сега тоа, како што сега ти ќе направиш и кога ми, значи, од клупа кога ја го добив одма професионалниот ангажман да работам како лице за односи со јавност, значи им благодарам за тогашната доверба, значи зборувам ова е пред 17-18 години. Така 18 години, кога ми се укажа да ги воведам односите во јавност во компанијата каде што работев, ефектите многу брзо се видоа и продолжив и бев дел од тој тим 13 години, потоа малку се повлеков, ми требаше малце одмор, ми требаше време за себе, да се рефреширам и сега повторно да се вратам и да давам нова енергија. Да го дадеш оној максимум кој што обично го поседувам и значи нашата професија односи со јавност е континуирано кога мораш да ги следиш трендовите. Бара многу патувања, да се следи што се случува во светот, како го имплементираат, па да знаеш како да го практицираш тука, значи се опфатна. Тие што не го разбираат тоа и што немале допирна точка, многу е тешко да сватат дека кога ќе те видат на телевизија дотеран стокмен, дека не е само тоа, тоа е само еден сегмент од нашата професија. Јас постојано го имам тој проблем и добро лесно е на водителката, ќе се нашминка, ќе седне. Не баш така, каде е подготовката, каде е сценарио, каде се гостите, па договарање, па па одобрување. Тоа е, значи, еден голем процес и навистина сум сигурна што успеа. Добро, убаво е кога го кажуваме вака од малку од позадински аспект за да сватат, нели, гледачите дека не е никогаш се така едноставно како што изгледа. Нарица, што би била доколку не си актерка? Си размислувала ли за втора некаква позиција, професија? Да. Си имала ли желба кон нешто друго, афинитети, не знам? Имав интерес во средно исто за психологија, филозофија, од секогаш ме интересирале тие некои суштински животни прашања. А исто така и сликам повремено. И тоа уште си го држам. Ама тоа е пак уметничка жичка, така, пак нешто креативно, нешто со уметност. Да, дефинитивно. Супер. Да. Росана, ти си размислувала што би била доколку не го работиш ова? Моделка те видовме, мислам, на фотографиите. Многу ме интересира модата. И верувајте ми, многу прече. Гледам дека, да, сите даваат комплименти, супер, многу е убаво, меѓутоа во фактичката состојба, во реалниот свет, тешко е да си убава жена. И тешко е да ја сакаш модата и да ја практицираш, затоа што секогаш има, нели, луѓе кои ќе најдат некој коментар кој знае да те погоди. И си како, двете работите јавни професии, слам факт. Подготвени сме на сите коментари. Како ги прифаќате кога веќе ги спомна Росана тие негативни коментари или слично, а за жал ги има, никогаш се... Јас многу често знам да кажам, добро, ако се конструктивни,
ако се добри, ако доаѓаат од човек кој што го разбира тоа, Кредибилитетни. во ред. Така. Меѓутоа кога е злонамерно, како се носите со тој момент? Јас со широка насмевка и со со игнорирање. Затоа што Научи Росана веќе да игнорираш? па на почетокот ми беше многу тешко и плачев. Нели, солзите Нормално, не, погодува тоа, факт. солзите го чистат срцето и јас реков јас не планирам да си го уништувам личното здравје, ради тоа што на секој куче што лае позади мене, јас ќе се вртам и ќе давам образложување и ќе се правдам дали нештото е вистина или не е вистина. Кога некој зборува за тебе, јас тоа го прифаќам како голем комплимент, значи вредам, чим ме приметувате, чим ме забележувате, нека не звучува арогантно, меѓутоа тоа е фактичка состојба. Значи јас си го чувствувам тоа. Старите рекле за добриот коњ секогаш прашина се крева. Ето, Се јас си го надевам сваќам дека како го заслужите комплимент сите и вие со мене. После 16 години, каде што сум цело време изложена во јавност и поминав многу и позитивни и негативни критики, и ден денеска некои сенки тука негде околу мене Добро, ги види, и слушам. приватниот живот беше поврзан некако јавно, и професионалниот живот, така да си има Јас сето тоа знае да ме погоди, сега да не се правам дека јас нели сум многу херој, јас сум многу емотивна личност и покрај тоа што сум дупла шкорпија, меѓутоа ќе мине многу лошо. Јас имам една карактерна особина каде што јас сум многу добра, но не дај Боже да ми влезеш во црвената линија. Значи не можеш да ме повредиш колку што можам да те издржам. Но ако влезеш тamo каде што е зона кај што не треба да влезеш, подобро е да не се закачаш со мене. Така уште Значи, надица не ја прашавме што е во хороскоп. Близнаци. Близнаци, добро. Да. Ти ќе ни држиш некоја Типичен равнотежа. актер. Ти Скорпија, јас Овен. Овен. Што си ти? Брик. Што си во хороскоп? Девица. Зато ти е се тамо подредено. Сигурно е вака, пиц, не сме ништо да мрдне, си под конец. Надица, како ти се справуваш со коментарите, со оглед на тоа дека ти пак и ептен јавно си пред публиката, и во театарот, и во стендапот? За театарот толку, не знам, окей, има лоши представи, има добри представи, во зависност од тоа како се чувствуваш. Ама претежно за ова јавно што го правам нели со скечевите. Тоа кога почнав знаев што ме чека, знаев со каков народ си имам работа и знаев како ќе реагира. Само што се кажува, се пишува. Тоа беше страшно на почеток. И само ми се јавуваат луѓе и тоа блиски луѓе што знам дека не треба да се замараат за тоа. Ја бев во Швајцарија тогаш баш кога почнав да ги снимам. И ама како се носиш со тоа, сите потресени. И јас само им одговорив, им снимав видео од едната како коментира на другата на база на тие коментари. Така. И како не те е срам, едната на другата уствари си коменти брука светска, тетин, една кавадарчанката на битолчанката избори, како не те е срам, мори вика, како не те е срам, тетин не може човекот убитово да испадне на широк сокак, вика, заради брука тебе. светска, вика, таму се бламираш, вика, шо снимаш глупости, ма вика, ја вика вака со ракијата снимам, сите ме сакат, вика, шо снимаш таму некој шмизли нешто. И нема врска така со такво, направив онака, викам тоа е брат луѓе, еве сме тоа, ја тоа го правам. И некако не ги ни читам ни ништо. Најдобро. Што има скроз умоболни тоа е. Има многу умоболни. Какви работи. Имав и претходно некои гости што бија пред вас. Сите се сложуваме со тоа дека всушност оние кои што ги пишуваат тие работи, тие се тие што имаат проблем. Секако. Реално. Секако. Психолошки Тие се тие гледано, што се отруени со некаква нивна мисла или што и да е. Првенствено не можеш да зборуваш за некого што не го познаваш. Да бидеме реални. Јас многу читав и работев на себе од аспект на емоционална интелигенција. Затоа што кога се соочував со најтешките битки, критики, невистини што ги слуша во јавноста за себе, јас велам како може некој да ме коментира кога прво не ме познава, физички не ме познава, како јас изгледам, а се некој се зима за право, чекај, јас сега ќе напишам што сакам. За Не може теми така. каде што се многу длабоки и треба ти толку многу добро да го познаваш човекот, да се дружиш, прво и да се дружиш со мене, па тие работи не можеш да ги дознаеш, а не да се земеш за право да не ме познаваш и да ме коментираш. Јас заклучив дека тоа се ситни души кои немаат свој личен живот. Така. И јас реков дека треба да си работа, да се читаат психолошки книги, има многу убави филмови, има многу убави книги, нека работат Така е. на себе, нека не се занимаваат со нас, ние си го работиме тоа што најдобро си го знаеме, нели, и сакаме да испрачаме успех во работата, така да јас мислам дека секој од нас, ако работи на својата
интелигенција, емоционална интелигенција. Тогаш ќе имаме навистина голем резултат ке секој од нас, затоа што дека во Македонија забележав дека луѓето повеќе гледаат во огледалото на другиот, а не се гледаат себе си во огледало. Секогаш било тоа. Една порака сакам да пратам. Повели, слободно. Дури вака во камера, еве, двојката. Кога ќе станете, прво видете се во огледало. Самите на себе признаете си кој сте, што сте и што треба да направите за себе. Оставете ја Елена, оставете ја Росана. Тие си имаат своје огледало и си го гледаат нивното. Се служувам убаво го кажат. Дефинитивно. И во тишина, без телефон, може да се почне со пола саат поминување време сам со себе. Бидејќи тоа не го прават луѓето. Мора да има нешто, не, со себе малку. Чуј се себе си, види се себе си, тоа. Знаете зашто сметам дека е тоа главната причина кај нас? Затоа што многу е полесно да критикуваш некој друг отколку да се критикуваш себе си. Затоа што ако се критикуваш себе си, тоа значи дека имаш некаков проблем, дека нешто не е во ред. Не, луѓе, треба да се почне од себе, па потоа да се критикува тој другиот. Литературата го говори фактот дека ти треба да почнеш од себе, затоа јас го дадов огледалото како, нели, пример, нели, алегорија искористив, каде што го потребив и направив компаративна анализа, дека твојот персоналитет ти треба да го анализираш и ти сам кога ќе си ги детектираш причините каде што ти треба да се подобриш, тогаш ти ќе бидеш подобра личност. Така да секој од нас треба да наработи на тоа поле. Ама и буквално вежба со огледало. На прашање работи тоа. Ова е актерска игра, вака се огледало. Ќе видиш на која тема како што ти се менја лицето. Има нешто тука, ќе го фатиш што мислиш дека го немаш. Све си подсвест. Дали сега кога сме веќе кај стендапот и кај бидувањето на актер, знам дека има разлика. Може ли да им објасниме на гледачите всушност која е разликата помеѓу актирството и тоа да се биде стендап комичар? Има разлика. Да, се разбира дека има. Генерално, кај нас во Македонија, повеќето сме актери што се бавиме со стендап, сега во последниве неколку години има и други. Но генерално тоа е кај нас, инаку по светот не се стендап комичарите актери. Тоа се луѓе креативни кои сакаат да кажат нешто на некоја тема, избираат некој хумористичен начин, сарказам, нели, за тоа да го пренесат, така почнало и сега веќе, нели, има свашта. Мислам дека сме стварно преконзумирани од секаков тип на стендап, па морало да има импров, па не морало да има. Значи, премногу има. Многу, така. Да, така да, според мене е тоа, многу е важно да пренесам јас нешто, некој да се препознае низ тоа и да се излезе. Освен тоа што ќе биде слободен, бидејќи смеењето е терапија, да се замисли на некоја тема и да се спознае нешто кај себе си низ мене, бидејќи ја генерално го правам низ себе исмевање, низ мои карактери што ги исмевам и низ самата себе си. Така да луѓето урлаат, се смеат и се препознаваат. Тоа е знаците на интелигенција, кога знаеш да направиш шега на своја сметка. Така е. Па и мислам дека за секој стендап комичар, посебно кога си нов, мислам дека тоа е патот. Мораш да почнеш од себе, бидејќи премногу е арогантно сега од нигде никаде кој е сега ова. Па да другите да ги. Ако стигнам ја до таму да веќе ме знаат луѓето која сум и што сум и ми веруваат, нели кога ќе сега веќе стигам до моменти кај што можам да пуштам нешто. И тоа веќе проаѓа бидејќи се осеќа самата енергија, бидејќи ме знаат, веќе се чувствуваат со мене слободно, отворено, ми веруваат и знаат дека и нешто да кажам, дека тоа со љубов, дека е тоа кажано и дека не е за навреда, туку е за да се злонамерно, така. насмее. Кажи ми само, кумановката, кавадарчанката или битолчанката? Битолчанката. На сите ми омилена, едно време го негирав тоа, ама не можам, и мене ми е наомилена, кога пишувам за нејза сама се смеам. Значи не можам, многу ми е смешно. Ама како ги вадиш диалектите секоја чест? Јас предлагам овде, ако може режија да ни ги пушти, имаме 2-3 рилса извадено од Надица, да ги чуеме, па ќе се вратиме назад во студијата. Што бе одмор на море, одмор замор да. Ам се печам, џоа на скара, џоа месо да сум да. На тоа лежал ти исполегна. Па е од едната страна спред се, на другата страна не су јас скара човек сум да. Се дера тела по маре злоано, а не знам што ме дузи таму да ме лази тоа моето. Таа водата солена. Ако се нагуташ кога ќе пливаш, не можеш после тоа бараш нормална вода да се напиеш. Век шубао туку од дворчето со цревото, емца лаиш. Емца напиеш воичка, вишо. Ами еве ракија, немат бе нигде немат ваква џоа нашата ракија, нигде немат. Не можеш море, не можеш од границата поише од литро да однесеш море. Што поправо, кој поправо ќе пијат тоа? Вака се пиеш кога толку што. Од буренство се пиеш, од сегде се пиеш. Тоа е одмор човек, тоа таму, упс, македонски одмор, македонска двор.
информации за светот. Во Франција постои закон за забрана за бакнување на железничките станици. Законот е усвоен уште пред 100 години, кога возовите ги чекале тие што се испраќаат да се бакнуваат, што резултирало со доцнање на возовите, неред и хаос. Од тогаш до ден денес законот се почитува и возовите се на време. Але жал зборуваш бе. Еве нека прочитам. Од 6 беше возот битало за Скопје, дојде во 10 и во 2 саба или стигна Скопје, што дури пред време. Кај нас во Македонија со возовите на железнички имаш време да се бакнуваш, љубов имаш време да водиш. То не еднаш 3 пати го што касно. Аби имаш време и дете да направиш и да го родиш и на школа дури имаш време да го пуштиш. И ете, ја видовте Надица со нејзините изјави, со нејзините интересни, мислам дека беше Уствари, ќе видат гледачите за што стануваше збор. Како и да е, време е да го вклучиме брик. Јас малку му се налутив со оглед на тоа дека предходната емисија ми го немаше, меѓутоа сосема оправдано. Ама тоа му се лутам, не, види, брик ти се лутам, че ми фалиш, човек, за друго. Знам и вие ми фалевте, и ти ми фалеш. Нормално. Тоа е, инаку нема проблем, те пуштам. Повели ти со твоите прашања? Па вака сега пробував да ве поврзам и си викам како да ги поврзам комуниколог и актер. Уствари многу е лесно. Уствари многу е лесно. Зашто двете многу зборуваат, например. Што знам, еве, јас како некој неискусен по телевизија, по ток-шоу, такви работи. Какви совети би ми дале на мене, еве, да треба да ме обучите, какви совети би ми дале, нели, за како да се однесувам и се тоа. Добро, интересно прашање. Да. Едниот совет веќе за сите тоа си важи што го дадовме двете, нели? Општо, прво да си го видиш од кај ти потекнува тој, може би ќе го најдеш срам, страф, нели, од каде е тоа. И моја идеја е да најдеш места кај што ти можеш да се чувствуваш слободен или сам да почнеш да се глупираш како мало дете да си, како животно. Да. Значи, буквално, кога никој не те гледа, почне да имитираш животна, да, буквално да се глупираш, онака да се извадиш од кожа. Најстрашните работи, што ти биле најсрамни работи, да ги искажеш, да излезат од тебе, што се мислиш дека се најглупави. Јасно. Прво така сам, па после тоа некаде кај што никој не те знае и полека ќе се отвори тоа кај тебе. После во кафана продолжуваш. Да си жив и здрав. Виде. Плюс, пази, тука имаме неготичанка, така да молим лепо. Чеа за терам. Да видиме Росана што ќе даде како. Јас малку построг совет ќе дадам за разлика. Јас не сакам кафани, не сум љубител на тој дел. Ама ќе те земеме со нас, ако не сакаш. Добро да вода ќе пиеш. Да, на вода. Имаме една интересна случка, ама немаме време да ви ја раскажем кога бев пред полиција. И кога ме праша, дали госпоѓо вие пиевте, јас возам, некам да, аквапана, ајде дувате. Ама господине, вода пиев, ако, ајде. Тоа е тоа. Мојот совет ќе биде да работите на вербалната и невербалната комуникација. Значи, изразот, она што публиката го гледа е 75% невербалниот израз. Како сте облечен, какви гестови употребувате, сите тоа зборува за вашиот персоналитет. Јас можам да ве дефинирам веднаш и да претпоставам за каква личност од другата страна станува збор. 35% луѓето слушаат, многу мал процент и останатиот процент е тоа што ја разбрале пораката што ти сакаш како реципиент, како човек да ја дадеш до пошироката јавност. Тоа е на формула која ја употребуваат во протоколот и секогаш апелираат на тоа дека невербалната комуникација е клучна во потоа вербалната комуникација. Јас ќе те советувам да си работиш на себе, да си читаш малце повеќе литература, да можеш да имаш добар вокабулар, да можеш да се снајдеш во било која област и многу е значајно да кога ќе го научиш тој психолошки пристап кон луѓето, како да им приоѓаш, ќе ти биде многу полесно во текот на работата како да се соочиш, бидејќи многу луѓе, различни карактери, тоа е се различно, може и негативно да ти влие, да те измори. Кога ќе го научиш тоа, кога ќе го одработиш сам со себе, ќе ти биде многу полесно да се онака со насмевка, се фино и се пријатно да го прифатиш. Ова се надевам дека од следната емисија, значи го практикуваш. Јас само стручна литература читам за Значи и двете работи ќе те испитам. Нешто друго.
Ке ти препорачам. Да, ама и овие вежби да ги направиш. И вежби, Овие се да, актерски без вежби, ништо. значи на почеток од прва година студии правиме такви вежби и стварно помагаат. Така, За опуштање, за нели ослободување. Какви совети бе ова? Да. Злато време. Знам дека Злато овие време, делуваат да. така едноставно, детски, ама се добри. Ај ми нешто не ме слушаш, можда нивке ги послушаш. Шала на страна, удиме со мал блок на реклами, па се враќаме назад. И еве сме назад после рекламите. Стигнавме некако до последното прашање, морам да признам дека ми летна времето. На брзина, кој е фидбекот од тоа што сте вие и од тоа што го работите? Односно, каков фидбек имате? Убаво се чувствам. Се чувствам спокојно, се чувствам задоволена, се чувствам дека јас растам многу побрзо и дека луѓето околу мене, дека заедно растиме и дека гледам како од страна гледам како се убаво едноставно, убаво чувството, убаво спокојно. Луѓето кога ќе те застанат тебе се кога дојдов многу ме смееш, фала ти, ми уразумаваш денот. Тоа е прекрасно чувство, некој да ти го каже, стварно многу убаво. Ја обично кога се движам низ улица, кога ќе видам некој така рандом насмеан, душата ми се полни, не многу ми е убаво. Така да сакам насмеани луѓе, сакам насмевки и сум среќна што имам тој фидбек. Да продолжиш така и да продолжиш да ги смееш и радуваш луѓето. Досана? Исто, искрено многу ми е драго што чувствувам многу позитивен фидбек. Неодамно имавме еден настан во нашиот музеј и нели после 8 години за прв пат се појави во јавноста. И навистина кога ќе прошетам по улица, насмеани луѓе, сите ќе ме забележат, ќе ми се јават, ќе ми дадат позитивни коментари, ветер во грб, а неголемата поддршка се разбира дека од ќерка Милара, значи тоа е ненаминовно да го кажам. И стварно убаво е кога човек ќе си слушне убави зборови, секогаш сакам да слушнам како што кажавте на почетокот конструктивни критики. Сакам да го слушнам и тоа, затоа што сакам да бидам секогаш подобра и подобра во тоа што го работам и што го правам. Меѓутоа, генерално сега за сега се е позитивно, дај Боже така да продолжи. Ќе ми биде многу драго ако работам уште повеќе на себе, се надградувам и станам уште подобра личност. И мојата порека до гледачите е сите да бидеме подобри луѓе во општеството, да градиме поубава средина и каде што сите ќе бидеме насмеани, ќе се охрабруваме едни со други. Ето така, браво, Росана. Убаво го кажа, а јас, бидејќи секогаш си се одјавувам и нема да бидете исклучок, вие ви благодарам. Многу драги мои девојки, продолжете со одличната работа, се радувам што имаме вакви успешни жени. Мојот фидбек сте гости како вас. Така да, благодарност што се одзвавте. Овде некаде ќе им кажеме чао на публиката. Верувам дека уживавте заедно со овие три дами и со оној млад господин таму диџеј. И јас уживав. Ти благодариме, а се гледаме наредна сабота во 19:30.